За работа во градинките ќе се издаваат лиценци на македонски јазик за сите, а доколку некој побара ќе добие лиценца плюс на албански јазик. Мнозинството пратеници го изгласа амандманот на ВМРО ДПМН и ЗНАМ, поднесен откако председателката Силјановска Давкова не го потпиша указот за законот за заштита на децата и побара доработка. Амандманите на СДСМ и на Левица беа одбиени, што предизвика политички препукувања и обвинувања, особено за закочениот систем на полагање за лиценци кој не функционира веќе 3 години, па околу 3000 лица не може да се вработат во градинките. Во овој момент ниту еден граѓанин на државата, без разлика од која националност е, не може да се вработи бидејќи не може да извади лиценца заради тоа што електронскиот систем е нефункционален. Каков бил тој електронски систем? Од оние популарните електронски системи кои што ги инсталираше Драги Рашковски. И замислете, тој систем престанува да функционира малку подоцна од локалните избори, кога суштината на теренот значително се менува. Што вие сте 7 месеци власт, не објавивте тендер и не го профункциониравте системот за лиценцирање, па не само за детска заштита, туку и за сите останати да можат да полагаат лиценци. Опозицијата обвини за воведување на двојазичност, но за мнозинството и тоа е дефокус од вистинскиот проблем. Македонија не е двојазична земја. Во Македонија службени јазици со ограничена употреба со цел нивна регионална заштита се и турски, и ромски, и влашки, и албански, и српски, и босански. И затоа форсирање да се издаваат двојазични лиценци само на македонски и на албански е спротивно на амандман 5 од Уставот и не е со цел заштита на албанскиот јазик, ами е во функција на дезинтеграција на македонското општество. Дефокусот, односно зборувањето за јазикот е токму тоа, да не се зборува за клучната поента, како наеднаш откажуваат системите за полагање на лиценците, како 2500 луѓе или уште повеќе не можат да си го остварат ова свое право. Впрочем, социјалната заштита не е заедничка. Децата живеат во иста држава. Вториот амандман на мнозинството предвидува лиценците да се полагаат по електронски пат, а по потреба кога електронскиот систем не е во функција и писмено. Силјановска Давкова непосредно пред Нова година одби да го потпише указот за законот поради повеќе спорни одредби. Побара членовите 9 и 10 да се преиспитаат низ призма на амандманот 5 од Уставот и постоечкиот закон за употреба на јазиците.